Ефективно и брзо завршување на истрагата за рекет, ако има докази да се поднесат обвиненија за сите инволвирани без оглед дали се носители на јавни функции, освен правна да има и политичка одговорност, целосна поддршка на обвинителството и судот. Тоа се 4 точки и барања со кои денески излезе Стево Пендаровски. Чекорот на новиот шеф на државата јавно да зборува за скандалот со СЈ и корупција на високо ниво со очигледни политички импликации следи по, како што рече Пендаровски, неговата и разочараноста на граѓаните од аферата и тежината на ситуацијата. Ова тешка ситуација ја става на огромен тест правната држава, надлежните институции и сите нас, одговорните политичари. Ако надлежните правосудни органи ја истераат работата до крај, а повторувам, очекувам така да биде и никако поинаку, во тој случај ќе докажеме дека навистина функционира системот, а тоа е најдобриот начин да се врати довербата на граѓаните и на целокупната јавност во органите на прогонот. Се споменуваат имиња на истакнати личности. Одговорност, повторувам, мора да има и по хоризонтална и по вертикална линија. Одговорност и казни мора да следат за сите чија вина ќе се докаже без разлика дали станува збор за обвинители, членови на политички партии, бизнисмени или политичари. Никој не смее да биде над законите во оваа земја. Потврди дека е разочаран од Катица Јанева, ги критикуваше судските и обвинителските органи зашто во вонредна ситуација сепак решиле да одат на одмор и ги повика веднаш да се вратат на работа. Скандалот што води до врвот на СЈ, според Пендаровски, во никој случај не треба да ја доведе во прашање работата на целото обвинителство. Сите досегашни истраги на СЈ, сите изведени докази не можат да бидат прогласени за невалидни по дефиниција, па дури и ако се докаже дека некои обвинители работеле спротивно на законот. Евентуалната индивидуална одговорност на еден обвинител не може да го доведе во прашање огромниот труд на целото обвинителство и сите оние докази кои се изведени во законска процедура. Иако за сега не добил такви сигнали од Брисел, шефот на државата предупреди дека има членки на Унијата кои се против проширувањето и на кои Северна Македонија не смее да им даде повод преку вакви афери или непостапување на институциите, воопшто да размислуваат дека земјата не треба да напредува во евроинтеграциите. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.